Тошковски глуми експерт за вода, додека граѓаните во Гостивар се трујат, а ВМРО ОКГ тера бизнис. Водата во Гостивар се уште е опасна. Над 50 населени места во земјава имаат загадена вода. Тендер патриотите, Мицкоски и Клековски, ја отруја цела Македонија. И наместо одговорност за овој тотален колапс на здравството, владата на Мицкоски продолжува со импровизации кои го загрозуваат здравието на луѓето и бизнис сделки на грбот на народот. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски најавува почести анализи на водата во Гостивар. Од кога министер за полиција е надлежен за анализа на водата? Нема место во светот каде министер за полиција, кој до вчера се занимаваше со хиперклорирање, денес да глуми експерт за анализи на вода. Каде е министерот за здравство Сашо Клековски? Дали и тој е на екскурзија со Мицковски? Најважното прашање е што правеле досега? Зошто анализи најавуваат дури сега? Откако илјадници граѓани завршија по амбуланти и болници. Со денови, јавноста беше обедувана дека водата е технички исправна, но единствениот доказ беше зборот на Мицкоски. Нема официјален документ, нема потпишан извештај. Нема институција што презема одговорност и потврдила дека може да се користи техничка вода. Директор на Дирекција за заштита и спасување, Стојанче Ангелов, јавно потврди дека во водата има бактерија. И сега, повторно се врши хиперхлорирање. А кога се врши хиперхлорирање, тоа значи дека водата не е безбедна за употреба, ниту за капење. Тотален хаос, тотален распад. Сето ова се прави само за да се спаси една лажна изјава на Мицкоски. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара јавното обвинителство веднаш да отвори постапка и да утврди кривична одговорност за свесното загрозување на здравието на граѓаните. Одговорност мора да има за Христијан Мицковски, за Сашо Клековски и Панче Тошковски. И додека народот се труе, Мицкоски и ВМРО ОКГ имале други приоритети. Бизнис делка од 100.000 евра за вода во Гостивар. Без тендер, без јавен оглас. Додека народот се труе, тендер патриотите тераат бизнис. Никој нема право да си игра со здравието на граѓаните, а уште помалку да профитира додека народот се труе. Ви благодарам.